Јас мислам дека со макотрпна работа на вработените лица во нашиот клуб и начело со општината, градоначалникот Конзулов, председавачот на советот и советниците на општина Радовиш, знаеме дека РК Радовиш е клуб на општината. Функционираме на лимитот ни се средствата. Се бореме секоја година, не се предаваме секоја година да го фатеме местото за плейоф и оваа година остануваат уште 4 кола до регуларниот дел од сезоната. Максимум ќе го дадат играчите, тренерот и управата да можеме да ги добиеме сите 4 утакмици, па живи и здрави ако го фатеме плейофот. Арно, ако не продолжуваме во плейофот, максимално подготвени и мислам дека со средствата што ги имаме, мислам дека до некаде на нашиот клуб е реалноста, максимум четвртото место ако може да се фати и да биде загарантиран опстанокот во Суперлигата. Радовиш е спортски град, знаеме борењето, нашите колеги од боречкиот клуб БК Бучим Радовиш беа европски и светски клубски шампиони. Веќе ракометот се наметнува веќе рамо до рамо со нив, можеби немаме ги тие титули, ама знаејќи дека Радовиш е град каде што ракометот, борењето и фудбалот се ги сакат граѓаните. Нашиот клуб е посветен и интересот кај младите категории од година во година во нашиот клуб расте. До 24 февруари е преодниот рок. Нас не е најбитно сега со почетокот да земеме уште голман и 1 до 20 играчи со можност да бидат за следната сезона. Че не планираме да трошиме средства до крајот на оваа сезона. Значи, ако би земале играчи што ни се неопходни, наместо да ги бараме во јуни месец, ние сме во потрага уште во овој момент, за да бидат, да доиграт оваа сезона, што направиме секој да се даде максимумот и да бидеме спремни за следната сезона 2020-2021.